Одлично, се гледаме за една недела. Да ви кажа докторот зошто вашето ново возило треба да е Toyota. Додека другите разговараа каков мотор, бензин ли, дизел ли, ова или она ли, Toyota направи хибрид. И тоа уште пред 20 години. Затоа во ново време Toyota е поим за хибрид. А ова е изборот на новото време. Плюс сите возила во Toyota се со 10 години гаранција. За да земете Toyota на лизинг, имате најмала каматна стапка од 3,75% на хибридни возила и целосно каско осигурување со попуст од 50%. Toyota ви е најсейф варијант, а и сите нови Toyota доаѓаат со маестралниот Toyota Safety Sense систем кој е врв во безбедноста ваша и на сите останати во сообраќајот. Донеси го твоето старо возило, а отиди си со ново. Вози легенда. Легенда се купува еднаш. Знаеш што вика тука? Си фатил вика коронавирус, ама некоја си зета варијанта. И вика прв човек си усвечува е фатил. Ова вистина? Де бе, Жаре, не дај Боже, скај ги слушаш овие работи, стварно? Да, и ја тоа помислив. Не го знаеш што прочитав исто пред некое време? Си бил уврска со Сузана Спасовска, пишуваше. Па не знам, а? Сузана Спасовска, значи почна со пријателки и да ме мешаат значи како? Крај нема оваа приказка, стварно, Сузана Спасовска, со десна ли, со лева да се прекрстам, шо да правам, не знам. Абе, па ти тоа е само да се трачери, па ти изгледа кликови носи, знаеш, кој ќе те пишат Владо Јаневски, па им носи кликови, тоа е целата работа. Не го знаеш што сега да те прашам уште нешто? Прочитав дека си му бил овакво на некој втор, трет братуче на Бил Гейтс, стварно? На Бил Гейтс сега го измисли, дека че Бил Гейтс го убација у приказка. Абе, дал се нормални луѓе, А нешто пари од Бил Гейтс да ми префрлија, не родбинско ова она. Бе, нисам луѓе се стварно. Ама чекај, има вистина у тоа, така? И што сега, озбилно ме прашаш? Ама така прочитав дека си роднина на Бил Гейтс. Ти со цел памет од вакви работи озбилно ме прашаш, Жаре? Ама не разговарам виш. Идам да најдам кои овие глупости ги сервира и се враќам, ама ќе пуштам луѓе да најдат. Сега ќе видиш. Мадро, знаеш, надвор е ладно. Денес за цела публика имам трачу рубрика со човек што го сака и старо и младо. Денес на гости доаѓа Јаневски Владо. Време за нашиот гости, многу ме е кеф што е повторно во студиото на 1-1. За жал, овој пат прв пат без публика, ама ние ќе уживаме во разговорот и вие на малите или поголеми екрани. Тука е Владо Јаневски! Кај си? Добар е бендот. Одличен е бендот. Добра енергија има. И пролепшан бендот плюс. Абе види, така му доаѓа некако, да. Ми се допаѓа и мене, морам да признам. И мене ме подмладува. Како да ти кажам. Добар за просек ни се добри. И ти добро изгледаш. Ти кажам фала ми годи животот, ми годи. Што најмногу? Сек, од сабајле до вечер се ми годи. Да, ама пример ако се споредиш од пред 5 години сега, која е некоја промена што си ја направил, која така, онака, баш... Чистење, генералка у животот. Детокс некаков си, културен, физички, психички, секаков. Генерално денот го чистам од глупости. Така, не работам прави на само долги, она што ти е не мерак. работам на долги стази, сум си дал задача денешниот ден да не дозволам никој да ми го затруе и чистам, избегавам во голем лак негативни типови, негативни настани и денот ми е као вода. Добро, тоа значи дека не сите го имаат твојот контакт, пример?
пазиш да го даваш. Види, ја имам луксус, фактички. Јас сум многу среќен човек. Ја имам таа привилегија и луксус да не морам да станувам секоја сабања да идам на работа. Ја можам да станувам да медитирам денеска што ќе правам со мојот ден. Тоа е едно од најголемите богатства што можеш да имаш. 3 дена имаш. поред да работиш 24 сата, а после 7 ништо да не правиш. Да, и да видиш газа на собствениот ден, тоа е Тоа не е најскапоцено Тоа е нешто. речеме најскапото во животот што може човек да ги носи здравјето нормално. Точно така. Колкава улога у сето оваа некоја си лична среќа игра фактот што живееш во Гевгелија. Многу. Не знам дали го знаат тоа луѓето, ама Владо Кој знае, Јански кој не живее во знае, ама Гевгелија. не е ни битно. Мене Добро, ми е не е многу битно, окей, да. Тоа е така податок тотално небитен во денешно време кој треба да Чекај, не е исто дали живееш во Скопје и Гевгелија. Мене ми прави многу разлика. Огромна Не е разлика. исто. Огромна разлика. Одеднаш многу дојдоа некои спокојни денови, одеднаш нема трзавици, одеднаш нема стрес, нема семафори чекање, нема многу од Времето работите кои побавно што минува во Гевгелија. Види, велеградот као што е Скопје има добри и лоши страни. Мислам, јас сум 60 години во Скопје, така да сигурно дека го сакам, има и плусови и минуси, само што овие минусите не ми спречаа до сега. Значи проблемот е што сум ја остарен, па ми пречат некои работи. А иначе Скопје си е Да, тоа што он си е добар сам по себе. Скопје си е како што си бил од увек. Има вака, има. И јас сум остарен и веќе некои работи мене ме нервираат. А истите работи ако се сетам на 30 години не ме допира уопште. Сидевме. Но сега? Ама нервите беа као сајли. Така. Сега сме робити, жаре. Мада ти си млад, ќе дојдеш таму. Ќе дојдеш. Абе, дојдам сум уште од сега, тоа е лошото. Слушај, кои се тие работи? Може ли да ги дефинираме, пример? Кои се тие Кои се работи? краци на време, краци на енергија, краци на И чекај, недостапноста на гужви. што не си им блиску прави да не ти го одземат. Не, порано се движев нормално низ животот, одев и низ Скопје, низ гужви, со паметни луѓе, со будали, не ме допираше ништо. Тоа е кога имаш јаки нерви, кога си млад, не те допира као да имаш онакво 16 Пиваш, ама не имаш ти влијае. 16 бариери, знаеш. И младоста е убава затоа што ти дава онако невидливи бариери, си ги добил на поклон. Знаеш, сите добиваме со младост добиваме поклон, нерви дебели, време, енергија, пари се нема кога си млад многу, ама затоа се друго е многу. Многу енергија, многу љубов, многу време слободно. И ништо не ти смета. Како што иде годината, друга година, 5 години, сваѓаш дека, ова порано не ме нервираше, зошто Беше се... ова одлука која што ја спремаше подолго време Не. или дојде апансас така? Не, работата е што одев... Само да речам, ако не беше Гевгелија, ќе беше друго. Не, одев во Гевгелија за кейф, за мерак, кога има слободни денови и беше омилено бегство. Да одам во Гевгелија, не да предам преку граница, него само да застанам во Гевгелија и тука да си седам 2-3 дена. Морам да те запрам. Одиш во Гевгелија, а И не не одиш во преоѓам Грција. граница, не преоѓам граница. Не сум бил во Грчка 15 години, може. Што збори? Да, ни на плажа, ни нигде. Ајде. Ама и секогаш застанувам во Гевгелија. И си еднаш ден само реков, сега финиширам на овој мувет кратко да не ги њавиме луѓе. Само еден ден се разбуди и си реков, а зошто ја одам таму да ми биде убаво? Добро. Кога можам да бидам таму цело време да ми биде убаво и само да доаѓам на работа во Скопје. Пошто мојот офис е Ако морам да одам Како работа. вика србите, мој е куќа путујуча. Така му доаѓа. Звеш, туш. Ајде, оп, само да се подготват. Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Аце, секоја чест. Брзо, лесно, како секогаш. Не за џабе сум ви клиент 7 години. Тука сме кога и каде вам ви е потребно. И во продавница за пари, и онлайн. Ама тоа не е се, тие се првите со онлайн аплицирање, плюс имаат и то програма за лојално се активира од прв кредит. Кажи. Да. М први, М брзи, М најдобри. Провери М-кеш. Мега попуст на XXL пакет од KFC. Друштво од четворица ќе се ужива во оваа топ понуда без да излезе од дома. Прсти да излежеш. Нарачај сега од KFC Delivery. Од многу обврски немам време ни за децата.
но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Стариот алат не е за нови проекти. Донеси стар или расипан алат. Избери нов со попуст до 20%. СБДМК, за тие што создаваат. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кафетин Колд – ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Замислете си планинска кукичка и замислете се вие седнати во удобна фотелја пред некое си оганче, а рацете ви ги грее шолја, планински чај Good Nature, исклучително пријатен мирис, исклучително пријатен вкус, ќе ви ја обвитка душата со смиреност. Секогаш има време за шолја, добар чај. Нашиот народ верува дека кујната е срцето на домот, а во кујната има многу различни состојки за секакви рецепти, меѓу нив најважно е брашното. Во мојата кујна се разбира има само едно, моето брашно од Кадино. Ако има љубов на прв поглед, тогаш треба да ги запознаеме горење апаратите од кои ќе заигра вашето срце. По повод Валентайн, сите мали апарати може да ги купите со попуст. И исто така може да нарачувате онлайн со бесплатна достава до дома. Значи, одете на Горење сајтот, посетете ги, проверете и видете за што се работи Горење. Кажи ми, во Гевгелија, живееш како? Куќа, стан, како му доаѓа? Стан, си зема померак, онака како што ми одговара, и се е близко, се ми е тука. Реагираат ли, да речем, гевгеличани како скопјани на тебе? Бидејќи знам дека скопјани кога ќе те видат, тоа е сцена. Дали таму е поинаков пристапот? Не
порелаксирани се во се, па дури и во тоа што го гледаат Владимир Јаневски. Да, јас сум им благодарен јавно и сум им благодарен што навистина имаат осет за мојата ситуација. Сите ме препознаваат, Значи, тие самите ме се порелаксирани. загледуваат, знаат кои сум дури и преку маска и со наочари и се ме знаат која, али има таа една убава особина да знаат до каде може да те гњави и да они си дадуваат кога те гледаат, али знаат дека ајде да не го гњавиме човекот. И ја го чувствувам тој, затоа сум им благодарен. Затоа што ја знаат линијата. Искреноста ја чувствуваш у пристапот. Една кроткост, една мекост која што мене толку многу ми одговара. Баш убаво. Добро е тоа што си го нашол. Алал да ти е. Скопје го имаш опеано во многу песни, нели, но сепак некако како да нема ни тие песни приказни за тебе. Има во секоја песна, само што не е на првото ниво, него е измеѓу. Треба да се чита меѓу редови? Меѓу редови, на второ ниво, на трето. Види, мојата публика е, ова сум го кажал и порно, мојата публика, ја сметам дека е многу интелигентна. Добро. И ја од првиот ден на мојата кариера ги третирам тие што ќе застанат да 4 минути и да слушнат песна Јаневски со почит и им давам да откријат сами, не им сервирам на тацна ево ти готово и жвакано, голтни го. Не, ја им давам кој колку ќе се внесе, толку ќе открие. Значи, за као видео игра има повеќе длабочини песните. Површниот слушател, черска романтика женска, ждоки мали, тој што малце ќе се втури во песната да открие нешто меѓу редови, ќе ме открие мене, ќе открие мои мисли, ќе открие мои ставови. Ја мислам машко-женско без разлика, ти изненадил фан што си викаш, си разбрал има све, ме читаат добро. Има луѓе ме читаат добро и ги гледам на концерти. А дали се тоа луѓе што те знаат лично или не? Не. Има луѓе што ме знаат многу подобро, никогаш не ме сретнале, имам чувство дека ме разбираат толку длабоко, а не прекрстиле два збора со мене. Еве ти пример, врзано со Гевгелија. Ајде. Една пријателка, познаничка од Гевгелија, со која што нема 3 реченици со мене изменето, дошла во Скопје. И Скопје, некој скопски, и рекол, дебе што се прави толку фраер тој Владо Јаневски, а не му чинало Скопје, читав нешто по портали, избегал у Гевгелија, што се фолира, нешто као, нешто глумење лудо. И они вика ована, а девојкава не ме познава, ме видела 2-3 пати во Фламинго или во Гевгелијан изград, значи 3 реченици неаме разменето. И она му рекла ова, сега ова нејзин муабет ми го пренесува што му рекла. И му рекла, остави го ти Владе знае да го уживи живото. А ти го подпишуваш тоа, То таа реченица мене да ми текнеше, ја ќе ги одговарав сите прашања. Владе знае да си го уживи живото. А кога научи? Она не ме познава, ме раз со една да реченица ме раскажала. Бидејќи пази, ние не се раѓаме знаејќи да уживаме живот, него животот не учи да знаеме да го уживаме. Ти кај научи да уживаш? Со време. Ја го тренирав мојот мозок, ја не знаев од секогаш. Ја на млади години не знаев зошто сакам тоа што сакам, зошто не кам тоа што не кам. Сите млади се сакаат, сите млади така, И не сме разбрани. Тераме напред, шибаме 300 на сат, ама воланов не ни е јасен. И кај беше онаа раскрсница кај што Русија. Русија е релативно подосна у кариерата. Русија отидов на 37-8 и беше голема прекретница. Тоа време поминато во Русија ми го смени животот. Тие 2-3 години поминати сам, во изолација, без тато, без мама, без пријатели, без ништо, 3000 километри жаре, знаеш кој е чувството да немаш во круг 3000 километри ни еден близок човек? Не преку врата, не во други врата, 3000 километри нема, дојди тешко ми е да му кажеш. Зашо уопшто отиде? Отидов, тука има една голема заблуда зашто отидов ја во Русија 96-та, кој памти и кој не памти, али тие што памтат знаат дека 96-та во врв на популарноста, ја бев пејач на годината, имав хитови, бев прва турнеја, прва универзална, прв пејач што наполнил ова, Значи 95-та, 6-та мене ми беше супер во Македонија. Ја бе женски, ја бе пари, све што сум сакал од секогаш, во 94-та, 5-та, 6-та ми се случи. Не ти чинеше бе? Не, дека не ми чинеше. Ми чинеше, ама сега види како животот води, дали ние го бираме животот или животот нас не води. Мене како победник на Макфест ме праќаат на Белорусија на фестивал. Така. И сега види како животот сам си ги мести, работите ти ако си паметен само ќе следиш. И ова прави Белорусија. Ја Белорусија пеам еден бакнеш, и се враќам. Другото лето, истиот тој фестивал ми вика, многу ни се допадна минатото лето, сега доаѓа вашиот нов победник да пее, ама дали може ти да дојдеш еден ревијален настап од пола сат? Ја втора година повторно одам во Белорусија, овој пат као ревијален настап за хонорар.
Тоа им се допаднало третото лето, значи 96-та, истите организатори ми викаат, дали оваа година сакаш да дојдеш во жири да бидеш? Добро. Нова улога. И ја по трет пат поред одам во Белорусија. Сите руски звезди, сите руски во Витебск, Белорусија. Добро. Не, Минск, близко да. Шо град е тоа, извини? Мал као Штип. Помал, добро. Штип Скопје, така е Минск, Витебск. Во мало место, голем фестивал. Добро. И доаѓаат огромни звезди со Ролс-Ройсеви, со се менаџери. Тоа е центар на музиката. Ама ти веќе трета година. Ја трета година. Ти више ги знаеш луѓето. Менаџерите више сум здраво. Тоа да? Привет, как дела? Всё нормално, давај, баш. И веќе си добар со нив и третата година поред еден менаџер ми вика, те пратам бе, вика, абе ти и јазици ве ги збориш, гласот ти е добар. Многу јазици сме збореле тоа. Имаш панаш, имаш став. Дали пееш ти руски, италијански, француски, германски? Како не, пријателе. Ја изборам, не сум Ја тоа го вежбам 100 години. И он ме вика, а да ти понудам ја у казината у Москва што сега се отвара, пошто пази 95-та, 6-та, бум, се отвараат казина, капитализмот стига во Русија и одеднаш Нова Русија е тоа. Пукаат милиарди долари во казината. И се отвараат казино до казино. Фалат пејачи, ентертейнер, забавлячи, тука нови пари, така е. Русите не може да се преорганизираат толку добро за да испеат од Хампердинк, од Том Джонс. Може ли да направиме споредба? Тоа е како Синатра, Дин Мартин и остали што пееле во Лас Вегас, така и ова. Тоа е тоа. Пејачи, само што разликата со нешто. Значи да им објасниме фактички тоа е пееш ти пејач што секој вечер си пее. Секој вечер. Не своји песни, али пее репертоар. 3 англиски, 5 има француски. шоу програм. И парите што ми ги понудија беа толку добри, толку невозможни да се одбијат. Да ја моментот реков, ја Македонија ставам на стендбај, ама ти си популарен. И ќе потсетиме тука си у екот, тука си у никому не Зенит. објаснував, знаеш, и од тогаш почна мојата тактика на необјаснување. Никому не раскажував детали, си го потпишав договорот, си отидов во Русија, си ја терав мојата работа, банковното салдо ми рече спасиба Владимир. И јас си терам и се случи Евровизија и се види пак животот 98. носи. Па да, пак животот 96-та, 7 и 8 се случува Евровизија, мене животот ми носи некоја нова работа. Среќа имам жаре во животот што сум имал прст на пулсот да го пратам што животот сака да ми каже, не со глава да идам контра, него ако ми носи нешто, сум имал среќа да го видам, чекај, ова животот сака да ми каже. И мене ми погаѓа, и се погаѓа одење у Бирмингем, а ја веќе раскомотен у Русија, сместен со женска, со стан, доларчиња секоја вечер, стига, сигурност една. И Копро вика, идеме на Евровизија, како бе идеме? Идеме! Не Зоро беше, да се подсетиме. И кога победивме, и ја реков, чекај, Русија на стендбај, ја оваа приказка морам да ја изживеам. Можеш такво нешто на стендбај да ставиш, Лодо? Молим? Се ставаат такви работи на стендбај, сакам да кажам, они трпат такви работи, ја ќе одам да правам Евровизија, па вие чекајте ме. Доларите се супер, ама ова е историски момент. Ја од дете гледам Евровизија, никој македонец не стапнал на Евровизија. Значи, у 50 години македонска нога нема стапнато и мене ми викаат иди ти. Значи, ја морав да влезам во историја. Не можев да одбијам да не бидам прв у нешто. Once in a lifetime. Да. И кога се вратив и ја истерав таа година со Евровизија, сите ме праќаа натаму како шарена мечка натаму по фестивали, во Русија почна Чеченија, бомби, глупости, политика, ја викам не се враќам таму, пошто почна глупости политички додат, не се осеќав безбедно и за така заврши Русија приказката. Али не беше кариера, значи една од приказките расчистиме дека не отидов во Русија да бидам фраер, голем звезда, него беа многу убави парите. Нема едноставно одличен проект кој што не се одбива. Генерално тоа е тоа. 1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпош од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Браво. Браво. Што правиме му? А кога ја остави Македонија, одиш таму, се враќаш во Македонија. Виде некоја промена во Македонија? Ја бев Или тоа беше тоа? Ја од тогаш натаму, затоа ти реков е прекретница, од тогаш натаму почнав да се бавам со промените во мене.
Книгите што ги чита во Русија и духовниот раст кој што ми почна на мене во Русија се одрази со тоа што веќе се помалку почнав да го анализирам светот околу мене, него ги свртив моите микроскопи на кај мене. Почнав да се разберам себе си. Тоа го прецепираат како себичен човек, нели? Така го прецепираат. Разбериме што сакам да кажам. Дефиниција на себичноста е малце погрешно исчашена. Нели? Он е себичен затоа што сака сека он што сака. Не. Терсене е он. Не, тоа е добро. Човек треба да сака и да прави она што му се сака. Себичност е кога јас сакам. Или ја би рекол да се разбере. Себичност е кога јас сакам ти да правиш ја како што сакам. Точно. Што многу луѓе го прават. А они тоа го викаат, не, тоа е нормално. А ова го вика себичност. По мојата дефиниција себичност не е да си правам да ми мене биде убаво. И мајки него да сакам ти да правиш како ја што сакам. Не е лесно, него колку е тешко, кажи ми, на скала од било што од 0 до 100 да најдеш пријатели со таа филозофија живот, тешко е. Не е популарно, не. А како се наоѓаат пријатели? Не треба. Престануваш да чувствуваш потреба од многу пријатели и си викаш дека еден двајца ќе завршат работа. Значи престануваш да живееш наивно во илузија дека идам наоколу и 90% луѓе се као ја. Веројатно. Сваќаш дека не се. Тука тргаат трачевите за тебе од милиарда лепеза една. Тука трга од неразбирање? Не мислам дека лично сум ги заслужил. Тоа го кажувам отворено и јавно. Не мислам дека лично јас сум ги заслужил трачевите. Мојата професија, Жаре. Професијата наша, ако отидеш во било која држава на светот, Узбекистан, Холивуд, Грчка, не знам, Италија, Америка. Секој шоу бизнис си ги јаде истите трачеви. Секој што е пејач во врвот, глумец во врвот или нешто, ги јаде истите трачеви и му следуваат. И не сум толку само бендисан да мислам дека луѓето ме зборат затоа што јас сум нешто посебно. Не, таква ми е професијата. И затоа не се потресувам многу. Ама шоу бизнис како таков. Сега знаеш кога ги спомнуваме другите земји, неминовно е да не се споредиме на некој начин и да уопште да се запрашаме дали е ова стварно шоу бизнис кај нас. Не. Нели? Не, тоа е лабава. Шо мислиш? Ова е малце така заличува на шоу бизнис, али е едина варијанта каде што ја можам да го правам она што го сакам. Тоа го знам. И во тоа сум добар. Јас сум согласен и во не шоу бизнис да бидам и пазар ваков од 1,5 милиони колку и да е. Затоа што ми ја дава описот на работното место што ја го обожавам. И после 30 години ја чувствувам таква возбуда кога пораѓам нова песна. Да не можам да ти опишам. И тоа ме држи. Значи, од кога почнував прв пат да чкртам со пенкало и да цвируцкам на клавир, на гитара, да заправам песни, после 30 години мене ми се случува истата возбуда. Чекај, ова збор, што музика иде на оваа мисла? Или на оваа што ми текнало дека возев према Гевгелијата, што зборови тука може да... И јас чувствувам дека ми се пали искрата исто после 30 години и тоа е најдобар знак дека се уште си добар во тоа што и треба да продолжиш и дека само тоа е битно. Нешто ќе испадне на крај со песната. Не дали они ќе речат дека е добра. Меракот во процесот на пораѓање на песната. Личниот мерак. И тоа ми се дечеме, ти кажам наискрено сабајле рано се прибрав во хотел, пошто се у хотел сум во Скопје. Да. А рецепки. Така е, на гости сини. И сабајле се враќам во студио во хотел. И ја чувствувам слично нешто, некое квази псевдооргазмично чувство кое што секој пат ми се случува кога ќе се вратам од студио со завршена песна. Дека си комплетирал нешто си. Тоа е екзалтација, тоа е кулминација на целиот процес што се вика од зборчето што почнало додека Тино Скендеровски синоќа ми вика мајсторе спакува. Има нешто религијско у тоа, човече. Има магично, ја го викам тоа магично, не знам од кај доаѓа, али се додека трае добро е. Да.
ги спомнавме трачевите за Владо, имаме едно тркало на среќата кое ти го подготвивме. Ова е трач рубрика Тркало на среќата, едни од така познатите трачеви. Ќе ги свртиме па да видиме среќата како ќе падне. Колку има? 30 позиции на тркалото имаш? Има, бога ми. А ти чисто онака само мислење дај, онака дали си ги чул, не си ги чул, кога си ги чул, зошто мислиш дека си ги чул. Так. Ќе ги просмееме малце. Најпрво нешто што ќе ти падне на ум. Ајде вака, одиме, пуштај прво режија ако сакаш. Значи, трачеви за Владо Јаневски. Опати го направиле како казино, Владо. О, фламинго да не... Владо Јаневски е геј. О, да, класика. Класика. Ова е класика трач. Ова е класика. Не знам од кај да почнам. Ова ми беше 90-тите години беше тешко кога го слушнав. Сега дечко 30 и кусур години, многу сакам жениве да ме сакаат, многу сакам да ги менјам и одеднаш некој ме саботира. Ја тоа го сваќав као саботажа. Некој ме саботира за да ги одбие девојкиве од мене. Имам теорија дека обратен бил ефектот. Се случило обратно, доаѓа да проверат ме пусти. Знае. Така? Значи... Така да, колку што мене сега ми е смешно, верувај дека уште ме посмешно на жените што биле со мене. Изекли. Да. Изекли. Ајде следен траш сорти режија. Значи вака, вика, ајде да видиме што ќе падне. Паѓа на... Си се лечело од алкохолизам. Да. И тоа е исто класика. Пеачите нормално локаат, пијат дроги исто години. Иако многу пијат за волја на вистината, добро. Има да, али тој стереотип луѓето им е полесно да го копи-пейст да стават на сите. Амблок. И сега има ситуација кои што луѓе кои што ме виделе во живо, нели ја не живеам на Марс, јас се движам по ресторани, по кафани. Имаш настапи, и приметуваат кога ќе ме видат вака вода. После 3 години пак ќе ме види негде. Кисела вода. Вода. И со години 10 пати да ме види кај мене на маса стои вода. Ресторан, конобарот, вода. Вода? Не, и кога ќе чудно му е. И кога сваќаат се донесува консензус, тој Владо Јаневски е ненормален, пие само вода. Пошто има сведоци, така. И се врзува со тоа дека е ненормален терсене сето тоа. Пошто нели веруваме дека сите се како вика алкохоличари и дрогераши, ама овој не е, значи он завршил, он бил, ама завршил, пошто сега е тотално на нула, значи он го претерал. Чиме до толку на оваа страна, он го претерал и сега е отишол од друга крајност, од нас не фолира дека пие. Он испил цело маврово алкохол, бе, пријателе, на вреќа кокаин степал и сега као ништо. Водичка. Затоа што пресисал бе за тоа. Да, има, држи. Дај нов трач, ајде, дај нов трач, загрене Владо да го Пази, ова ретко се случува, луѓе, да искористиме моментот. Застанува на... Ова е исто класика, Владо, ја ќе кажам. Све е крадено, Владо. Не, ова веќе толку надвор од Македонија не игра овој трач. Претходните два се универзални светски, не се чак ни балкански, само и него се светски трачеви. Овој морам за жал да кажам дека е наша специјалност македонска, затоа што било каде од Табановце нагоре или од Богородица надоле, добро, сите знаат што е обработка, што е плагијат. Знаат. Луѓето се малце по музички, теоретски вака, и кога ќе чуе иста мелодија, ама друг текст, свика, ово ја обработил, пошто побогу, музиката циркулира, светски звезди си пеат туѓи песни, Уитни Хјустон зима од Доли Партон песна, напишана пред 30 години и го пуни контото на Доли Партон со филмот, нели? Последниве години да не правиме муаве. И Доли Партон и вика, фала душо што ми обработи песната. И она, и цел свет знае Уитни Хјустон свака част, ама песната е на Доли Партон од пред 30 години. Во мојот случај, македончето, чим чуе позната друга музика, македончето, не зборам сите, али генерално, има една италијанска ваква, но не вика Владо кој која ќе ја најде. Или постои руска таква мелодија или италијанска мелодија, ама овој стаил македонски текст. Краде лопо. Обработка, ама концептот на обработка нешто не им е јасен. Додека било каде проверено во Србија, во Хрватска, чак не мора да идеш далеку, си знае. Еве, албумот нов што ми искача за Кроација рекол следниот месец, кој што го заврши бајдови многу готово. Сега го заврши пред некој ден. Го спакувавме, да. Една од работите што од мене го бараа на мејл да пратаме
кои се автори, имаме ли дозвола и кој ги пишал песните. И таму си стои црно на бело. Знаеш, која песна Музиката е е, руска ој, музика, да. Сергеј Молчанов, аба Владоевски стаил текст. И тоа се вика, пример, ја така, кога су го работеле обработки, пејачи, Чолич, Бајага, сите што прави обработки, јас сум рекол, види бе шубаво, таа познатата песна ја направил кај нас да ни биде Некој нас убаво. непозната шо има? Не, овде заведливците викаат лопов, пошто едино така пустиот може да си објасни како бе 30 години му се добри песните. Затоа краде бе. Мора да краде, тоа е тоа. Дај ја рачката уште еднаш, ајде заврти уште еднаш на рачката. Ајде да видиме рачката што ќе каже. Владо. О, коцкариште. Да. Ова ми е личен трач заслужен. Ова дури ставаш ти слики на Ова сум Инстаграм. го заслужен затоа што сум ставал и слики. Да, Значи не е дека сум недолжна жртва. Лазарови. Не е дека сум недолжна жртва, ама како што сите знаат, ја во кариерата не сум имал многу спонзори, ама сум имал малку, ама јаки. Така да, Астра Казино и Адмирал ми беа многу драги спонзори и затоа една од моите побогу обврски беше да играм. А добро, најде играш обр ти се допаѓа? Ги знам правилата, ама не сум болесник ни одалеку. Јас сум само професионален пејач кој што си ги исполнува своите рекламни обврски. Така. Точно. Одлично. Топ. Пушти уште една, ајде, ти има еден тон, ајде уште една. Колку ги имаш, ало бескрајно е ова, жаре. Многу има, човек, многу има, стварно има многу. Ајде, дај да видиш што ќе падне. Последно ова. 98 на Евровизија те прати партија. О, да. Тоа беше една од причините зашто престана да даме Евровизија, пошто во жива емисија на МРТ ми рекол, ај сега кажите како вие со Копров ја наместивте Евровизија. Замисли, државната телевизија ми местеше, ме прашуе како телевизијата што го организирала, пушта водител да ме праша, ај сега признај со Копров како ја наместивте Евровизија. Па ти сам себе бокс си удираш, бе, пријателе. Прејако. И па оттаму тргна приказката као, ама во публика беше, не знам, овој лидер на таа партија, па му намигна у вториот рефрен на Владо му намигна, победата е готова, уште на првиот рефрен и Владо си отпеа и си победи и после се дигна телефон од другото сопче и отиде телевотингот да се издиктира и си направија приказка дека не бе таа не зори зора, шо песна е таа бе, наместена работа. А пази, Копров првите 3 места ги освои сам. Сите 3 први песни беа негови. Он него му беше свеедно кој од нас тројцата победува. Дули и Колки беа трети, Гиш беше втори, сите 3 песни беа на Копров. Копров му беше свеедно кој од нас тројца ќе отиде. Копров цар вака како ќе размислил, браво. Многу е јак, пријател. Цар. Многу е јак, ама луѓето сумња, многу се цинични, знаеш, некогаш за успехот секогаш имаат само циничен. немој успех. Не, наместена работа. Да, а кај што е стварно наместена немаат појма. Точно, што е многу интересно. А обратно, а кај што стварно што се мучка таму не. Регуларно. Да, доста трачеви, толку Доста, трачеви. Еден имам само уште од мене. Еве, не вртиме сега, ова од мене е исто класика, морам да те прашам бидејќи одма мене кој си викав да не се падне тоа. Крај со тебе, жаре. Она со сидата, човече. Од кај тоа? Од Тајланд и тоа сам си го барам. И не само тоа, него како сида па се излечил. Тоа е Тоа е преако. Тама мислиш немало глупо поглупо, имало. Пази, кошто глупост е да мислиш дека не се појавуваш на спотови затоа што имаш сида. Тоа е као глупа варијанта. Не се сликам затоа што лежам у болница сида и затоа ме нема на спотови и на не сака да го слики, да. А уште поглупо е дека имаше ама као грипче му пројде. Како бе? Абе како тоа? Ко настинка го фати, ама си оздраве човек. Овие милиардери што умираат, они не знаат како. Добре. И онда, знаеш, сите трачеви се на крај смешки испаѓаат, не дај Боже, само Господ да запишува горе. Све што ми мислат, не дај Боже овој да води евиденција горе. Да нема некој тефтер таму. О, човече. Кажи ми, пишуваш песни за други? Така? Порано да. Сега веќе не е толку. Сега веќе нема. Зошто не пишуваш воопшто? Не. Види, ако ти давам веќе како на близок човек, ти давам веќе инсайд, увид во мојава душа. Ама ти пишуваш за тебе, нели? Мислам, не одиш ти дека таа магија што збориме на пишување песни, нема дугме, нема нарачка, нема ништо. Кога нема инфлукс од надвор, кога не стига толку јаки емоции као во младоста, што е нормално, на 62 години не може да ти
да ти се стресе душата 30 пати на ден кога ќе видиш згодна женска. Знаеш, ти си веќе човек у тие години каде што љубовта се случува, ама се случува на други длабочини, не на тој хормонален момент. И автоматски, се помалку интересни љубовни приказни се чуваат и onda материјалот од кој што ние го месиме нашето лепче е помал и едва стасува за моите песни, а камоли за други. Кога има вишка емоции, кога има настани многу жени, имаше песни и за Каролина, и за Тоше, и за Вој, и за оној. Сега гледам да ми текне добра песна за мене да завршам работа. И ги пишуваш за себе, па после одлучуваш веќе дадам песна? Или тоа е нарачено веќе мислата тогаш како беше? Мислата веќе на други не ми оди, а тогаш не сум почнал да пишувам песна без некој да ми нарача, да. Добро. Значи не дека ти од фиолка сега еве чекај да видам што имам, нати. Затоа што секогаш сум пишувал према човекот за кој што пишувам. Има два пристапи, опишување музика може е досадна темата, ама има два пристапи опишување. Едното ја го викам Арсен Дедич приступ, другиот го викам Джибони приступ. Арсен Дедич приступ е каде што пристап, заборим македонски. Арсен Дедич пристапот е каде што Арсен Дедич кога пишуваше секогаш како Арсен Дедич. Значи, го знаеш потписот. Текстот знаеш дека е, чак и кога Чолич пееше ако приđеш ближе, се знае дека тука е Дедич, го читаш мириса, потписот. Лоше вино, све е тоа због лоше вина. Да. Дедич се препознава од авион, дека тоа е мислата на Дедич кој што е пишувал за себе и за Габи. Он не пишувал за Чолич, он си пишувал за себе. Джибони што е? Джибони е друг принцип, друг пристап на правење песни. Джибони не прави песни секогаш како Джибони. Джибони е потличен со мене. Он вика, чекај, за Жаре ли ќе правам песна? Што Жаре би проживел? Се е во конјуктив. Како Жаре би реагирал на оваа ситуација? Не е тоа потешко? Потешко е и позахтевно, ама тоа е од внатрешниот програм. На Дедич му е полесно вака да пишува, на овој му е полесно вака. Ја приметив дека мене ми е полесно, поблизок на Джибони пристапот. Не да почнам да пишувам на празно, туку да видам за кого пишувам. Значи, морам да го видам човекот, да знам како дише, како збори, што сака, што не ќе задам му личата аутентично, и зборовите и мелодијата. И двајцата се успешни и само прашање на преференца, на личен избор. Мојот избор, ако ме прашаш, беше тој. Секогаш кога пишував за друг, го имав тој пејачот пред себе. Пред себе, да. Само не ми е јасно и ден денеска што ми текна и зошто полско цвеќе го напишав за Тоше. Страшна на млад песна, дечко од 25 години да му напишеш песна за смрт. Страшна песна. Беше малце, мене не објаснил, мене така ми дојде, не знам. И многу е малце етажно кога ќе прочитам на интернет коментар. Ми текстот е така пак е за млад, пак е да, ама за млад човек може да напишеш милион теми, не млад. Не ја прави тоа песна уште помокина, баш тоа е така. Зашто он бараше драмски, он бараше епско, драмско, длабоко, високо. Он кога дојде, покојни Тоше кога дојде рече имам прва мелодија, сакам прв текст ти да ми го напишеш. Цел живот те ценам. Ми се фаќа грлото. Вие се знаевте човече и од претходно многу долго време. Кнедла ми се преу грло. И ми вика, ми рече, напиши, мелодијата ми е широка, висока, распеана од дно до плафон. Да, една емоција која што е безвременска и мене највише што ми тегна тогаш млад човек кој што треба да живее уште толку, што би се, он би умрел за љубов. И тоа ми беше најголемата жртва. Ако не ме сакаш, па нека на земја црна земја. И ја со тој пристап, пак си речем, човекот гледајќи го и слушајќи го што сака, напишат полско цвеќе. Каде што он посакува, ако не е она негова, па ако треба и да умрам, џабе живеам, џабе ми е млад. И после ќе прочитам морбидно, ама на интернет, он мора да пречувствува за тоа што си таката песна ја пееше, он не пречувствувал ништо. Кој на 25-6 пречувствува било што, но учителе секрет нешто такво. Некој знае да бидат така површно злобни и мене ми е болно кога читам така, пошто го знаев човекот и болно ми е кога некој мисли дека дечкото млад пречувствувал. Необјаснено е пишувањето за други луѓе е
е исто захтевно као за Како себе, не? Како ама ја веќе немам толку репроматеријал. Чека, кога сме репроматеријал, не ти ама се ова те прашувам као поише као другар, као човек со човек, не ти недостасува таа заљубеност? Знаеш, пошто викаш со тек на времето нели друго е заљубеност. Апетитот не се намалува. Не, апетитот не се намалува. Па како? Знаеш, она знаеш затресканост, кога си како не. Кога само тоа те интересира. Како не. Епа, знаеш како е ева во тие години што ги викаш ти. Тоа е као да и натаму имаш ти Мерцедес од 200.000 евра кој што има резервоар истиот од 100 литра. И исто може да шиба 200 на саат. Ама бензин нема. Како е? Како е така? Кај мене се смее Бендо. Ама не, ма стварно, затоа што кај мене апетитот... Па се смее зашто не ќе ме така. Ба млади се они лесни мени, вало. Кај што збари ова? Немало бензин. Како нема бензин? Немало бензин. Сега има Мерцедес, нема бензин. Да, он кидзе, сега ќе види првата женска ќе се зајоби, нормално, како нема бензин. И сега со годините е малце потешко да се запали искрата, жаре. Тоа е сериозниот одговор ако одиме на стилите. Да. Значи, а не дека способноста се изгубила. капацитетите и желбата и пустиот мерак уште се тука, ама тригерот, значи онај искрата се потешко се пали. 13 сезони еден на еден, многу гости, многу приказни, а кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky бар со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Пред да завршиме, шо слуша Готово? Владо Јаневски? Абе, лет на време, знаеш ли колку време пројде човече? Шо слуша Владо Јаневски? Пример во кола што имаш како албуми или дома, шо си слушаш за свој кејф? Периодов. Бидејќи знам дека кога секој добар музичар слушаш 300 работи. Периодов. Не, толку ми е главата полна во периодов со мојата музика, со моите 17 песни кои што ги мислев со месеци, кој редослед, која песна после кој ќе оди на хрватскиот албум, со која ќе почнам, со која ќе завршам, што да препеам, што да снимам, така да толку беше главата полна. Не можам да ти кажам дека баш нешто слушав многу друга музика. Па добро и тоа. Снимам во колата своји плейлисти кои што ме одмараат, ама сето тоа е нешто по... Ај кога сме кај албумот го заврши сега, рековме? Ќе излезе значи на хрватскиот. Конечно и 17-та песна. Кроација Рекордс го издава? И готово, Кроација Рекордс го издава? Кроација Рекордс од веќе следната недела тргнува во печатење, значи на омоти, на се. Заради ситуацијата помајотно беше да не патуваме преку 3 земји, сега од Гевгелија до Загреб е веќе 3 земји. Значи Македонија треба да ја вознам, па Србија да ја вознам и наместо да вознам 3 земји за да го спакувам, решивме на далечина и тука ја сними последната песна, ги одбравме сликите. Имаме спремно и спотови и се, така да оваа пролет. А тоа значи, пази, ако збориме за Хрватска, тоа значи дека истата песна си има и македонска сестричка. Значи го најавувам новиот сингл за 10-15 дена и на македонскиот пазар. Значи нова песна македонска од мене ќе има и за 10 дена и во Македонија. Во меѓувреме гледаме Љуби, која што е актуелна сега. Што е актуелна и спотот што си актуелен и како што викаш, значи нешто ново чекаме ептен брзо. Нов сингл бара луѓето балади, ова е балада. А нов концерт Владо? Нов концерт. Твој онака баш таков. Многу сакам. Класика концерт. Ако се наместат протоколите да може некако да направиме арената сакаш? со некои безбедности или да почекаме на топло, на отворено, многу би сакал. Така, ти фали да? Да. Најубавите моменти во животот ми се поминати на бина. Ладо? Те испраќаме со најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите од Прилепска пивара, имаме Златен Даб и бакет од KFC кој има многу интересни работи. Тука меѓу другото има и картичка со 15% попуст за тебе. Многу ми е мерак што дојде, многу ми е мерак што како секогаш си правиме добар муавет. Ја со тебе устане да отворам, жаре. Многу те сакам, стварно. Еден и еден се Владо Јаневски, ќе ти испратиме со желба за успешен албум, да ни се вратишете наскоро. Како си правиме ние на година, 2 си правиме. Само живи и здрави, секој ден. Ти благодарам многу што беше тука. Да го испратиме Владо.
се допаѓа, завршивме уште една прекрасна епизода и веќе нема потреба сценариото, за тој фактички го кинеме и го фрламе тука, бидејќи ние сортираме отпад. Правете го тоа и вие, фрлајте хартија во хартија, пластика во пластика, стакло во стакло, имате канти од пакома, користете ги, бидејќи еден ни е светот, една е планетата, мора да си ја чуваме, мора да бидеме совесни за идните генерации. А сега да ја завршиме епизодата со уште една песна од Владо. Го испративме Владо, ама може да завршиме со, например, ете, мене ми е една од омилените Evergreen, може да ја направиме некоја инструменталка за финиш. Може, ти благодарам. Многу тоа добро. Дечки, се гледаме идната недела, како и секоја недела, премиера во 18:30, реприза 23:30, а сега еден бенд и Владо Јаневски, Evergreen во наш аранжман. Одиме.